2009 година бевме на 34-то место. И не бевме задоволни, што е природно, нормално, иако е тоа сега кога го гледаме од овој агол е завидна висина. И ја убаво се сеќавам, тогаш беше избран председателот на државата Георги Иванов, кога на својот прв прием со новинарите и лично тој, што мене тогаш ми предизвика голем кеф, големо задоволство, кажа дека 34-то место на ранг листата на репортери на Без граници представува за него работна обврска како председател на државата во неговата агенда да влезе и на тамошната демократизација на медиумите. И по првата средба со премиерот на главните уредници, која беше директно пренесувана од МРТВ и од тогаш заборавено, више никогаш не се случи повтор пат, истите прашања ги отворивме, бидејќи добрите познавачи знаат што значи слободни медиуми и независна, односно самостојна уредувачка политика. За жал, од 2009, уште нешто порано, од 2008 година, почна падот и стегањето на обручот околу слободните медиуми и тие се повеќе и повеќе влегуваа под целосна контрола. Особено најгледаните телевизии, најчитаните вестници и добро ситуираните, така да кажем, портали и интернет мрежи кои со помош на државата и со помош на владини и пари на граѓаните, нели, создаваат еден нездрав медиумски амбиент. Во ова се впуштија дури цели институти кои се платени од државата да докажуваат една од најопасните тези во журнализмот, а тоа е дека вистинското новинарство е балансирано новинарство. Со тоа сака да се измести тежиштето, значи и власта и опозицијата да бидат подеднакво третирани. Тоа никаде во светот го нема, затоа што одговорноста на власта е една, одговорноста. Исто така се направи големи поместување во собственоста на медиумите, што секако има големо влијание. Да не го забораваме коруптивното рекламирање во медиумите, особено пред избори, или така наречените донации на реклами, што се во еден страшен, би рекол, опасен дел на создавање на лажна представа во самата држава, дека новинарите, новинарството и медиумите имаат големи слободи, кои дури се злоупотребуваат. Она што ние успеваме до некаде да ги излажеме нашите граѓани, нашите читатели, нашите консументи на медиуми, не можеме да го излажеме светот. Светот тоа го гледа, го регистрира и еве го 123-то место, каде што сме најниско ниво во соседството и каде што сме сместени заедно со режимите и диктатурите. Не гледам големи разлики, да ви кажам право, во однос на Косово, во однос на Србија. Ако разговарате со колеги, со уредници од нашите соседни земји, па дури и од Грција и од Бугарија, членки, нели, на Европска унија, мислам дека се работи за нијанси. Инаку главните проблеми со кои што се соочуваат колегите таму се горе-долу еднакви како и кај нас. До нас, уште еднаш ќе повторам, значи ние мора да си да победиме во оваа битка. Значи ние мора да прво и основно некако да се обединиме врз основа на оние базични принципи на нашата професија. Сите новинари, значи без разлика дали се тие проопозицијски, провладени, какви и да се не е тоа битно, меѓутоа едни се принципите на професијата. Доколку успееме да се обединиме на тие 5-6 точки, тоа не се 100 точки па да дискутираме 100 дена да ги ускладуваме, тие се базичните 5-6 точки на кои што ние мораме да се обединиме и кои што мораме секојдневно да ја покажуваме преку порталите, преку во нашите текстови, во нашите емисии, да ја покажуваме таа борба, дека навистина нема да дозволуваме повеќе таквото влијание да поминува
од главниот уредник, уредникот у рубрика новинарот и така натаму. Уредниците и новинарите се последица на ситуација. Они сносат дел од одговорност. За ваква, ќе ви кажам, тоа е најголемата одговорност е на општеството, односно на власт, на државата, на институциите на систем. Вие морате да правите зрел и добар амбиент, за да имате, како можеше со истите новинари и со истите уредници, да имате 34-то место.